Вака, значи ова е втор традиционален собир што ние како клуб го организираме во нашиот град и секако идејата ни е ова да премине во долгогодишна традиција. За разлика од првата година кога што организиравме, оваа година дури имаме и уште поголема посетеност, повеќе возила кои што имаат и сега и поголема старост споредено со првиот собир. Најстарото возило моментално ни е од 1951 година и веќе броиме преку 100 возила на плоштадот во нашиот град. А за интерес секако. И според бројката на возила кои што се изложени, меѓутоа и по бројот на луѓе кои што доаѓаат да го посетат овој настав. Од каде се имаме? Имаме гости од Србија, имаме гости од Бугарија, имаме наши коли низ Македонија, различни градови од Тетово, Кавадарци, Велес, Кочани, Куманово, Битола, така да и од подалечни дестинации доаѓаат секако за да го видат овој настан и го изложат своето возило. Меѓутоа, меѓу другото, како настан кој што ние го организираме, идејата е да покажеме што е Струмица, со тоа што и компаниите кои што го поддржуваат овој настан дадоа нешто кое што е символ за нашиот град. Имаме мамас кој што дадоа домашен највар, имаме грст кој што дадоа сокчиња и напитоци, така да го представуваме градот и нашата општина. Има ли струмичани кои што чуваат стари возила, ретро возила? Има. Што најмногу? Најмногу имаме од германските производители. Volkswagen имаме, меѓутоа имаме и доста Мерцедеси, Peugeot, така да дефинитивно имаме возила кои што во Струмица се чуваат и се негуваат. Од каде таа љубов? Имате ли сознание? Бидејќи ти си член на еден ретро клуб, од каде ви е таа љубов? Едноставно да кажеме дека секој има нешто што го исполнува, кое што му носи позитивна енергија. Така да некој има љубов према пешачење, према планинарење, ние имаме љубовта према автомобилите и механиката. Терзински, според оние стандарди, колку вреди овој собир? Преку 2 милиони евра во возила. Се чувствувате горди што на едно место успеавте да ги Секако, значи и како клуб, и како општина за нашето население, меѓутоа и за другите да дојдат да го посетат овој настан.